регистарот се регистрира солиден број на интернет портали, но постојат се уште интернет портали кои што се значајно влијателни и многу читани, но кои што не се дел од регистарот на онлайн медиуми на агенцијата. Ние сме го анализирале тоа зошто е тоа така, а тоа сега се повторува и со инфлуенсерите. Кај интернет порталите не треба да плаќаат никаков надомест кон агенцијата, затоа што ќе бидат дел од регистарот. Но треба да доставуваат извештаи за тоа од каде им се приходите. И сметаме дека е тоа најголемата причина зошто не сакаат да се регистрираат. Ако достават извештаи, буквално на тацта ќе добие јавност информацијата од каде им доаѓаат финансиските средства, а тие тоа не сакаат да го откријат пред јавноста. Ова се пресликува и во делот на изборите, кога во ДИК се регистрираат по 230-240 интернет портали, а мислам дека во агенцијата се регистрирани 47 или 50. Значи, за време на избори изникнуваат уште 180 портали, кои што добиваат најмногу по 15.000 евра од учесник во изборниот процес. 246 на последните избори. А голем дел од нив се регистрирани или се основале денови или неколку месеци пред изборите и буквално после една недела после изборите згаснуваат. И освен тоа учествуваат портали кои што се регистрирани во странство, во Косово, во Албанија, во Србија, во Данска, портали кои што апсолутно немаат никаква информативна улога. Сега, чисто да сватат учесниците на дебата, денес имавме еден портал од Србија, grammofonskiplочи.rs, добил пари и се регистрирал во ДИК. Мислам, во Србија регистриран. Значи, ваков случај да медиуми од други држави учествуваат во изборниот процес не постојат никаде на светот. Еве нека пробаат медиумите од Македонија, нека се има сега избори во Србија, нека пробаат да добијат пари во Србија. Дали тие ни се сега тука најблиску. Затоа, за да се справиме со ваквото ширење на дезинформации, лажни вести, кои што се многу значајни, можат да влијат на нашата иднина, посебно во процесот на изборите, бидејќи граѓаните треба да бидат информирани за политиките кои што ги нудат или би ги спровели учесниците во политичкиот процес и врз база на тоа да донесат здраворазумна одлука за кого би го дале својот глас. Мора да се укине ваквиот начин на финансирање на платеното политичко рекламирање и да се прејде на модел како што има во целиот демократски свет, учесниците во изборниот процес сами да си ги плаќаат своите реклами и своите кампањи, бидејќи политиката не е социјална категорија, бидејќи кај нас гледаме дека се поголем број на луѓе кои што немаат што да работат, формираат политички партии и за време на избори добиваат пари за реклами, а во секојдневното функционирање добиваат исто така пари од буџетот за нивно политичко дејствување. Јас не познавам друга држава во светот каде што на ваков начин се финансираат политичките партии, затоа ние имаме како печорки политички партии на последните избори, листот за гласање за локални избори беше книга. Ако ќе видите, тие партии добиваат минорен број на гласови.